Поминаа само 2 дена од изборите. Се надевам дека многу брзо ќе видиме како ќе течат процесите. Во моментот на вистина не можам да кажам конкретните насоки и чекори кои ќе бидат, но јавноста ќе биде благовремено запознана. Тоа не се сомневаме, но исто така и членството на СДСМ во овој момент пораките и од коалиционите партнери се јасни дека никој не е во државата за предвремени избори, дека парламентарното мнозинство е стабилно. На крајот на денот, доколку ги собереме и гласовите од локалните избори, ќе се види дека парламентарната коалиција има многу повеќе од гласовите на цела опозиција, така да тоа што го реков и на почетокот, на вистина на граѓаните има преку глава. Да, но коалицијските, ќе зборуваме за изборите, коалицијските партнери велат Заев треба да остане. Веројатно тој ја гарантира стабилноста на тоа чин, на вистина од функција на председател на влада, оставка и од премиерската функција, од председателската функција во СДСМ е на вистина голем, бидејќи се што претходно се случувало промени во партиите, биле кога партиите биле во опозиција. Значи, парламентарните избори беа пред година дена и таму мандат за формирање на владата и се уште владата ја води СДСМ. Што вие лично мислите, дали Заев треба да си остане на одлуката да поднесе оставка на двете функции? Па сметам дека не треба. Тоа е мое лично мислење, но го почитувам во секој момент ставот на председателот и на премиерот. Дарко, што вие мислите за оваа оставка? На двете функции, што на вистина прв пат се случува, тоа е факт. Суштинска грешка е да се релативизира оваа оставка и сметам дека и прашањето поставено од било кој, дали Заев ќе испочитува тоа што си го кажал или нема да го испочитува, е на вистина сулуда работа, заради тоа што тој практично изјави дека си понесува оставка и тоа е тоа. Но тоа не го изјави заради своја собствена волја или вие како што кажавте пред малку, добро коалиционите партнери велат Заев треба да остане. Не. Да, тоа беше вчерашната политички систем, порака, особено демократски, е што ќе каже народот, не коалиционите партнери или Заев и така натаму. Тој вечерта само со својата изјава, не чин, бидејќи уште не го гледаме чинот, ја испочитува волјата на народот, која што е многу јасна. Таа е незадоволна од актуелното владење и на локално и на централно ниво од оваа власт и суштински е она што е најсуштински што бара промени. Тие промени ги нуди ВМРО ДПМН заедно со партиите со кои што соработуваше на овие локални избори. Дали тоа значи дека наскоро треба да имаме воредни парламентарни избори, Дарко Петров? Согласно оваа искажана волја на последните локални избори, сметам дека мора да има предвремени парламентарни избори, заради тоа што во спротивно не би се почитувала политичката волја на граѓаните. Да, но во дебатата на изборната вечер во ова исто студио, представници од вашата партија, Трајко Славевски, Илија Димовски беа тука, се провлекува оној став дека не треба толку брзо да има воредни парламентарни избори, а причината е што земјата влегува во сериозна криза економска, особено се очекувани или после нова година со најавите дека ќе поскапи струјата со тоа. Така да ВМРО ДПМН можеби, што мислите вие дека треба да почека дури до лето или дури идната година? Тоа е бегање од одговорност. Мојот личен став е дека многу е подобро за оваа држава ВМРО ДПМН да се справува со тие кризи кои што следуваат, отколку оваа власт. И практично тоа народот го избра. Морам постојано тоа да го повторувам. Народот одбира кој ќе води оваа држава. И во таа смисла сметам дека и соочување со најтешката криза доколку следува, дали тоа здравствена или економска, треба да има нова влада. За добро на народот, инаку во спротивно тоа би било бегање од одговорност. Кој вашиот став, господин? Да изгубиш Битола, Скопје, Тетово, Гостивар, изгубен е кредибилитетот на дуи СДСМ. И нема дилеми тука. Едноставно и да останат како мнозинство веќе немаат доверба од народот, немаат никаков кредибилитет. Ја мислам дека честно би било господинот Заев да се повлече. Тоа е морална одговорност, треба да направи. Добро, сега се зборува и за... Ја мислам дека ќе има и ново мнозинство, постојат реални шанси да има ново мнозинство.
Ново мнозинство најавува и владеачката коалиција. Може... Дека двајца пратеници од алтернатива можно е да преминат во владеачката коалиција. Дали... Видете, за сега од алтернатива нема никакво поминување. Нормално е да кажат, тие кажуваат, знаете, господинот Заев вели од пред една година дека ќе има уште 2, уште 3, уште 4, уште 7, уште 5. Поминаа година и пол од парламентарни избори. Со овој пораз, не верувам, тоа е брод кој што тоне. Не верувам дека алтернатива го негира. Алтернатива 100% се сигурни. Само од таму може да побегнат. Кога бродот тоне, луѓето скокаат од таму и